во одговорот на процедуралната забелешка... Значи пак не, се бавите со процедура. Не. Нема дебата за процедура. Не, нема, инаку ќе го одземам збор. Нема дебата за процедура. Нема дебата за процедура, ќе говорам цело време. Нема дебата за процедура. Имате реплика на мојот говор. Реплика. Нема дебата за процедура. Говоревте. Нема дебата за процедура, ве опоменувам. Абе, во говорот говоревте. Ај повелете во говорот да ве чуем. Да сте живи и здрави. Шутот кај да го фрлат, па награди ќе им дава, предлага и така натаму. Уште една минута имате. Ние минатата седмица расправавме за програма за справување со смет и не ја донесовме. Немаше таму ништо убаво, ништо паметно напишано. Сме немале за минатата година, сме немале за предминатата година. А овдека се анализира што ќе бидне на оваа точка. Значи, нашиски кажано, врска нема. Овдека се води некоја предизборна кампања од авион да гледаш па ќе видиш. Нема никаква смисла за овие работи да дебатираме. Па ние програм, што има врска чистоќа, ние ако донесеме програме како општина, па кај што ние ќе им кажеме да пазат таму шут, мут, лево, десно, селекции, тоа они само ќе послушаат. Што има врска овие луѓе и ова нивно предпријатие? Тоа како работеле веќе... Обезбедете подршка од 17 членови на Советот, дајте предлог гласање на доверба и сменете ме од оваа позиција и предложите поквалитетен човек, жена, советник, советничка, кој според ваш вкус и мерак ќе ја води седницата. Се додека тоа не го направите или не се во состојба, немојте да го реметите мирот и редот. Немојте да се бавите со мене, јас сум ви обсесија, не знам што ви е. Не знам што ви е вам, колега, имате здравствени проблеми, вие сте обседнати со мене. Од седница во седница, од месец во месец, од година во година, јас сум ви главна тема и дилема, обсесија, не ми е жал што не можам да ги решам вашите психолошки проблеми. Овде не е тука место. Барајте си помош, дали сум ви проблем, обсесија, дали, не, ова е процедурално, ова е процедурално. Ова е процедурално и ќе биде, се додека јас говорам, ќе биде процедурално. А ви имате начин како да реагирате, ви кажав. Управна постапка, суд, градоначалник, жалете се. Значи, вие грубо се бавите со мене и со мојата личност веќе 3,5 години. Тоа не е мој проблем, тоа не е проблем на членовите на Советот, тоа не е проблем ни на граѓаните. Решавајте си ги проблемите таму кај што е место. Ако сум ви јас проблем било каков, политички, емотивен, психолошки, појма немам каков, решавајте си и на друго место. Немојте да го кршите редот во Советот. Не ви се допаѓам, па знам дека не ви се допаѓам. Па јас да ви се допаѓам, вие ќе бевте на оваа страна, сте таму. Ние да ви се допаѓавме, вие нема да сменевте 6 пати дрес. Ние кога ви се допаѓавме, вие бевте со нас во коалиција. Престанавме да ви се допаѓаме, отидовте десно, па отидовте во центар. Вие така. Сега ви се допаѓам јас и моите сопартици, па сте со нас. Утре ви се допаѓа некој во центар, па сте со нив. Задутре десно, па одите со нив. Ние што сме конзистентни, ние не менуваме ни фудбалски, ни политички дрес и ги почитуваме луѓето и позициите. Јас изразувам најостар протест. Зошто од седница во седница, од месец во месец, од година во година изразувате непочитување кон мене и позицијата која вршам. Вие лично мене не мора ни да ме симпатизирате, ни здраво не мора да ми кажете, ни добар ден на улица. Овдека, јас сум колешка советничка и за вас, може би не сум почитувана, ама за вас и за сите други сум председателка на Совет на општина Куманово, која сте должни да ја почитувате заради позицијата, заради местото, заради мнозинството што ми е изгласало довербата. А се кажав, има два начини тоа да го промените. Едниот е да предложите точка на дневен ред, гласање на доверба или промена на председателот на Советот, а другиот е на избори.